Volkswagen темелно го реновираше T-Roc. Втората генерација на еден од најпопуларните модели на марката доби надворешност надградена врз карактерот на претходникот, со помодерни пропорции и посигурен став. Предниот дел е инспириран од семејството електрични возила, заменувајќи ја традиционалната решетка за поелегантен изглед, дефиниран со LED лента во целосна ширина и осветлен амблем. Профилот останува препознатлив, додека косиот заден ветробран и широките светла даваат изглед инспириран од купе возилата. Volkswagen вели дека интериерот на новиот T-Roc ги исполнува воспоставените стандарди од поголемите модели на марката. Контролната табла наместо пластика има завршна обработка од каенина во комбинација со материјали со поголем квалитет и амбиентално осветлување. Повисоките патници имаат корист од пораскошниот простор во кабината, а капацитетот на багажникот е зголемен за 20 литри. Под кожата T-Roc ја крие ажурираната MQB Evo платформа. На стартот понудата ќе биде од две благи хибридни верзии со 1,5 литерски мотор. Основната произведува 116, додека посилната варијанта нуди 150 конски сили. И двете единици се спарени со 7-степен DSG менувач и поддржани од 48 волтен систем. Подоцна ќе дојдат и две целосно хибридни изведби со 136 и 170 коњи со литиум-ионски батерии под задните седишта. Оние кои предпочитаат традиционални вредности, може да го изберат дволитарскиот TSI во стандардна и блага хибридна форма со опционален 4-motion погон на сите тркала.